Почитувани, избори кои се фер и демократски и ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење придонесуваат за демократски развој на државата. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и придонесуваат за градење на доверба во изборниот систем на државата Македонија. Денеска синхронизирано во сите 80 општини и градот Скопје, учесниците во изборите го потпишуваат Кодексот за фер и демократски избори. Со овој кодекс, учесниците во локалните избори се обврзуваат и се витуваат еден на друг, но и на сите граѓани на Република Македонија, дека ќе се придржуваат и активно ќе ги промовираат принципите на слободни и фер избори. Учесниците во изборите со потпишувањето на кодексот јасно изразуваат волја да го почитуваат избирачкото право, кое е еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласење. Почитувани, со потпишувањето на кодексот заедно ќе придонесеме за спроведување на фер и демократски избори според највисоки меѓународни стандарди. Ве повикувам заедно да го потпишете Кодексот за фер и демократски избори. Прво сакам да се заблагодарам на вас телевизиите кои сте овде, на овој свечен чин, благодарност до Државна изборна комисија, до Општинска изборна комисија, благодарам до граѓаните на општина Неготино. Сакам да порачам неколку кратки пораки да ги упатам до граѓаните. Едно од таа е дека изборите се празник на демократијата. Демократијата е една од најосновните работи за кои што можеме да градиме здраво општество. За таа цел ги повикувам и граѓаните, ги повикувам политичките партии да дадеме заеднички придонес, со тоа и ние како градоначалници ќе покажеме дека ќе ги надминеме личните интереси, а со тоа ќе дадеме и еден поуспешен и подобар град општина Неготино. Ми причинува огромна чест и задоволство да можам да изразам едно уверување денеска од овде, од Општинската изборна комисија, дека овие избори ќе бидат убедливо најдемократските избори кои што се одржани во општина Неготино, од причина што сите принципи кои што треба да бидат запазени, ќе бидат запазени и повеќе од тоа. Не постои сомнеш кај мене дека граѓаните на општина Неготино уште еднаш ќе го искористат своето демократско право на слободни, фер и демократски избори да си изберат раководство кое што ќе работи во нивен и само нивен интерес. Упатувам апел до сите граѓани на општина Неготино кои што ќе излезат на 15 октомври да го дадат својот глас. Овие избори се значи еден тест за демократијата, каде што секој граѓанин ќе ја изрази својата волја и ќе гласа за градоначалник на Неготино кој што ќе работи во насока на потребите на граѓаните, а не под некои си директиви од центрите на политичките партии. Значи, пак уште еднаш да се обртам до граѓаните без прифаќање на никакви уцени, инсинуации, туку по своје лично убедување да го дадат својот глас за оној кој што лично мислат дека ќе даде најмногу за условите за живење за Неготино.